Неколку роеви пчели добија нов дом. Во пчеларникот на Ѓорги Хаџикотарев живеат уште 2 нови пчелни семејства. Тој објаснува дека сега е период на роев нагон, а органското пчеларење подразбира почитување на природниот начин на размножување на пчелите. Па денес сме среќни што имавме можност едно ново пчелно семејство да го прифатиме, да можеме да го создадеме еден нов дом на некој начин, значи пак од некоја страна контролирано и од наша страна. Дојдовме малку по-доцна, меѓутоа за наша среќа беше во непоследна околина каде што можевме да го видиме и да го згрижиме. Самото тоа. Сега е време за роев нагон и колку и да се применуваат методи за избегнување на тој роев нагон, сепак некои од пчелните семејства не можеме да ги исконтролираме за да може 100% да биде уништен тој роев нагон, а од друга страна пак органските пчелари сакат да има и таков природен начин на размножување на пчелните семејства, односно со стварање на тој роев нагон и да може да се тие пчелни семејства на природен начин размножуваат. Добивката на мед во тој случај е значително помала, меѓутоа ние првин се грижиме за природата, а потоа за нас да има, нели, и се тоа да биде по некој природен пат, како што самата природа си го сака. Инаку, органското пчеларење е веќе дефинирано, со тоа што услов во правилникот е за оние кои имаат над 35 пчелни семејства да може да аплицираат за субвенции, додека ако имаат повеќе од 50 пчелни семејства, а помалку од 100, тогаш субвенциите се 800 денари. Според податоците од Агенцијата за храна и ветеринарство, во државата се регистрирани 6000 одгледувалишта на пчели со над 240.000 пчелни семејства.